Добивме приказна од делчевското село Драмче за фолклорната група Копачка, која со децении го негува пијанечкиот фолклор. Тие особено се горди на орото Копачка, едно интересно и многу тешко оро, прогласено за национално културно богатство во Македонија и впишано во УНЕСКО на листата на нематеријални културни наследства на човештвото. Сите ние сме слушнале за нашето најпознато оро Тешкото или за она три напред едно назад, но многу малку го знаеме орото Копачка. Еве сме овде, кој знае, може ќе научиме некој чекор, па на следна свадба ќе бидеме главни прави. Дали денеска младите го практикуваат, го знаат ова оро? Да, ова е живо оро, затоа и е впишано во УНЕСКО. Значи еден од предусловите беше да орото се игра во народот. Значи нема свадба без копачка или запојас кај нас. Значи. Да. Во Белчанска мала, кај спомен собата на нашиот ороводец Димитар Станоевски, Дедо Митко, е срцето на копачката. Дедо Митко имаше посебна харизма. Со самото негово појавување на сцената веќе ги мамеше гледачите, публиката и добиваше аплауз. Орото е оро за најдобрите играорци. На чело на орото стои ороводецот, на крајот е опашкарот, во раката носат крпа која ја вика во народот позната како тријачка. Со таа крпа се дава знак за почетокот на орото и за крајот на орото. А името го добила Копачка по тоа што во најголемиот занес од четвртиот дел на орото се копнува од земјата со левата нога. На Сашко сме му подготвиле, ќе му ставиме појас, така? Ќе му ставиме каиш, зашто се знае како се фаќа орото. Каде се фаќа, да. Така? Има правило десната рака да биде зад раката на претходниот играорец, а левата рака испред. А вие ќе играте во средина. Ти тука. А ја средина. Меѓу така. А јас сум на опашка. На опашката. Сега, ма чекај, ќе си го пуштам овде на... Нека врти малку музиката. Ева го така. Ситната дај. Ако, ситната, ја ни една не ја знам. Која ќе играте вие таа? Снима доле во нозе, баш да видам што циркуси ќе прави. Горе глава гордо, и да не знам да играм, главата ми е гордо горе. Од страна ме гледаат, ке мислат кој знае како играм. Ја по моје си го играм малце, да ви кажам. Аха, тоа беше, така беше. Се копнува со левата нога. И после ова, ако си на собор, се пушташ од оро, пиеш една ракија, јадеш една чорба, јагне, да, курба. И ја друго не би ни можел да направам. Ако е за ракија... Добре. Вака ли е на оро? Да, така. Ајде, да сте живи и здрави, да ви живе уште милион години ово оро, да го пренесувате од колено на колено. На здрави. Лепо.